Овој настап на групата ДНК прерасна во една од најголемите трагедии во поновата историја на државата. Недела наутро, Македонија се расони со шокантната информација. Над 50 млади луѓе загинаа. Младата Марија беше меѓу спасените и чекаше информација за својата сестра. Сите почнаа да трчат на надвор, сите гледа да си спасат животот. И никој не беше спесен, испогорени тела, сликата е... Неколку часа подоцна Марија ја слушна тажната вест дека сестра и веќе не е меѓу живите, но уште 59 семејства загубија свој близок. 20 годинка, само што требаше да живее. Други пак беа благодарни што нивните деца се живи. Гледката е повеќе од страшно, не знам. За ужасниот настан прв пред јавноста застана министерот Панче Тошковски. Според првичните информации со кои располагаме, пожарот настанал како последица на искри од пиротехнички средства. Веднаш се мобилизираше здравствениот систем, пациенти се прифаќаа и во болниците во Штип и во Скопје, од каде над 115 завршија на клиники во странство. Ке научат една лекција во животот, не можам да сватам како е можно ова да се случи. Премиерот најави дека никој нема да биде поштеден откако стана јасно дека дискотеката работела без лиценца и без запазување на никакви услови. Ова е, би рекол, масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. Се мобилизираше и обвинителството. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати. Кочанчани револтот го насочија кон сопственикот на клубот, чие кафуле беше демолирано, а не беше поштедена ниту општинската зграда. Во меѓувреме истрагата се прошири. 34 лица се осомничени, најголемиот дел од нив се во притвор, меѓу нив и екс-министерот Крешник Бектеши, екс-државниот секретар Размена Чекич-Дуровиќ, екс-директорот на пазарната инспекција Горан Трајковски и голем број на луѓе од институции индиректно поврзани со овозможувањето на клубот да работи. Против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп. Не беа поштедени ниту полицајци од Кочани и Штип. Чувствувате вина? Чувствувате ли вина? Додека надлежните утврдуваат кој е одговорниот, во Кочани се спроведе еден од најмасовните погреби во земјава. Сепак битката за спасување на животи продолжува. 5 од вкупно 115 пациенти едната недела ќе се вратат, ќе бидат прифатени прво во клиниките, во трите болници во Скопје, од кај што е испратен и по триажа направена ќе се констатира дали ќе треба да стојат да седат уште во болница или можеме да ги пуштиме веднаш дома. Кочани 7 дена по трагедијата останува завиено во црно.